Вториот круг ја комплетираше изборната слика. Со 9 општини ќе менаџира ВМРО ДПМНЕ, а со 3 СДСМ. На резултатскиот исход му претходеа рутински, но и драматично неизвестни победи, какви што на изборите досега немало. Така, според Државната изборна комисија, кандидатот на ВМРО ДПМНЕ за Кочани, Љупчо Папазов, до победата стигна со само 16 гласови повеќе. За него гласаа 8697 гласачи, а за кандидатот на СДСМ, Николчо Илиев, 8681. Не очекува тешка работа, еден период во кој ќе дадеме се од себе, заедно со екипата, со поддржувачите, со луѓето кои ќе бидат во мојот тим, да оствариме резултати кои ќе бидат забележени за Кочани. Иако извојува победа, изразена со 311 гласови повеќе, Драган Анастасов во Пробиштип синоќа минуваше низ тунелот на неизвестноста. На Пробиштип што се радува да продолжи по патот по кој што го трасиравме. Да ги затвориме најголемите прашања на пробиштипјани. Пред се ги кажам слободно, јавочна депонија кој што е наш врвен приоритет и сите од Пробиштип без оглед на било каква припадност да бидат горди граѓани. Во Пекчево сведочевме на гласачки пресврат, бидејќи новиот градоначалник Александар Китански минусот го претвори во плюс и со освоени 1499 гласови влезе во градоначалничкиот кабинет. Во предизборната кампања ветувањето што се дадени од моја страна ќе се труда што поскоро и во брзо време да бидат остварени со напорна работа. Јас сум човек од збор и што обичам, не сакам да биде отврдено, сакам се што можам да го исполнам. Прераспределба на гласачката волја од првиот круг имаше и во Македонска Каменица, каде Димчо Атанасовски со 2228 гласови наспроти 1865 на Сонја Стаменкова ја замени на првата позиција во општината. За разлика од останатите општини, рутинска и сигурна победа во вториот круг однесе Далибор Ангелов во Чешиново Облешево. Во однос на советите во овие општини, состојбата може да се окарактеризира како сложена и за успешна и креативна соработка. Ке биде потребно многу волја и искрена желба, зашто стабилно мнозинство нема ниту една партија. Така, распоредот на советничките мандати е следен. Во Кочани, СДСМ и ВМРО имаат по 8 советници, а по еден имаат Левица, Дом и ЛДП и независниот Венко Крстевски. Во Пробиштип, СДСМ и ВМРО поделија по 7 советнички места, а едно, но можеби одлучувачкото, освои независниот Денис Тодоровски. Пекчево е со 5 советници од ВМРО, 4 од СДСМ и 2 од независната листа на Виолета Георгиевска. Во Македонска Каменица, ВМРО и СДСМ имаат по 4 советници и 3 независни. 2 од листата на Дарко Гоцевски и 1 од листата на Слободан Велиновски. Во Чешиново Облечево, ВМРО има 5 советници, СДСМ 3, ЛДП и Дом 2 и 1 независниот Франческо Наков.